Благодарам, председателе. Почитуван колега Велковски, треба да им се помага на општините, но не треба државата да го покрива неконтролираното трошење на општините кое што настанува од недомаќинско работење на оние кои што се таму ставени и кои што се изгласани за да го менаџираат буџетот. Не знам од каде ви е информацијата за тие 100 милиони денари, заради тоа што јас се повикав на изјавата на тогашниот министер за финансии, еве ве уверувам дека тоа не е така. Понатаму би сакал вака. Гласавте за ограничување од 10% поголем буџет на општините кога министер беше Тевдовски, кога им се даде 50 милиони евра на општините заради натрупани долгови. После си замина Драган Тевдовски, па заедно со други го зголемив тој прак на 30%. Следна точка на дневен ред на оваа седница е 50% поголем прак на основен буџет на општините. Што значи дека следната година ќе биде 70% или 100%? Понатаму исто така сега се има во процедура влезено законско решение за репрограмирање на долгови на јавните претпријатија. Не знам дали ме разбирате дека ова нема никаква економска логика, се вртиме само во круг. Што значи тоа? Дека ние овие луѓе кои што недомаќински раководат и управуваат со буџетите на општините, со парите на граѓаните, ги амнестираме од одредено кажано финансиска одговорност. Тоа значи дека еве конкретно да земеме утре пример дека некој ќе биде избран за градоначелник, он ќе треба да влезе во општината и да работи апсолутно онака како што ќе му текне, ниту да внимава на прак на задолжување, ниту да работи на задолжувања, туку само ајде ќе рече дај да фатам колку што можам да се задолжам, утре или задутре општината ќе донесе законско решение со кое што ќе ми ги или покрие долговите на јавните претпријатија, кои што можеме да видиме дека во изминатиот период се мека и медина или одредена оаза на партиските вработувања, дека се превработени, дека не се финансиски издржани тие вработувања што се прават, дека се има зголемување на оние услуги кои што ги даваат, дека влегуваат во минуси и дека владата утре или заутре со одредено вакво законско решение ќе ги реши тие проблеми на граѓаните. Би сакал да ве прашам и на друга работа. Сега пред некое време се исплати пола милион евра на општина Рачино за справување со ковид криза. Општина Ѓорче Петров има неколкукратно повеќе заболени од општина Рачино. Зашто по тој основ не се помогне на наша општина? Тоа сакам некој да ми го одговори. Зашто по тој основ не се помогне на градот Радовиш? На Карпош, на Неготино, на Куманово, на Штип, на Струмица, на Бутел, на Битова, на Газибава, на Василево. Зошто? Сега не може ние за едни да кажуваме дека може се да им се помогне, за други не. Ние не кажавме никогаш дека ова може би е лошо, ама не ги решава проблемите. А ние сме тука да ги решиме структурните проблеми што ги имаат граѓаните. Не е ова купи ден продај, доаѓаат локални избори, па каде можеме да подпомогнеме, каде можеме да не подпомогнеме. Ова се проблеми кои што се напластени. Тука има луѓе кои што доаѓаат од локалната самоуправа. Конкретно гледаме еден поранешен председател на совет, советничка почитувана, која што кажа дека 3 мандата била во една така рурална општина помала во Македонија. Тие луѓе ги знаат овие проблеми. Тие нека одговорат. Нека се тргнат од партиските стеги, нека одговорат дали е ова добро и нека ми објаснат зошто е ова добро. Па ќе дебатираме до утре. Благодарам.